Победата ќе биде на наша страна, слично како 2016-17, кога сите политички партии, да ги наречам пежоративно помали, доаѓа и на етничките заедници, доаѓа кај нас. Таа иста коалиција повторно ќе победи на изборите, ќе формира влада. Дали овие изјави на председателскиот кандидат на СДСМ и партискиот шеф покажуваат дека социјалдемократите се спремни да прифатат секакви услови од потенцијалните коалициони партнери, но и да се согласат на максимална распродажба на националните интереси само да останат на власт. Упатените анализирајќи ги предходните изборни процеси и како СДСМ остана на власт овие 7 години, велат дека станува збор за нивната попустливост, расфрлање со министерски и директорски позиции на партии кои имаат освоено помалку пратеници од нив, но ја имаат моќта да ги условуваат за формирање влада. Ковачевски шири една мантра меѓу неговите, како се вика, потенцијални гласачи, како он ќе освоил 30 пратеника, или 31, отприлика се врти бројката, и со 24-5 албански, ќе ја условил владата и дека он ќе има власта. А дека дуи, кои американците очигледно го спремаат за опозиција и ќе оди во опозиција, ќе гласа за таа влада и таа влада ќе биде малцинска. За разлика од ВМРО, ДПМН, чии црвени линии се јасни, СДСМ би прифатиле и работи кои не се за прифаќање, потврдно одговара аналитичарот Александар Кржаловски. Тоа не е ништо ново, вели директорот на Центарот за меѓународна соработка. Го видовме истото сценарио во 2016 година, кога ВМРО ДПМН освои повеќе пратенички места, но не успеа да формира влада бидејќи социјалдемократите беа тие кои ги задоволија апетитите на коалиционите партнери. Тоа беше актуелна влада, мислам, и па и во 2016 кога дури не беа ни победници на изборите, но на крајот формира влада и сега пак ќе зависи многу од крајните бројки. Сега сите се уште калкулираат со поголеми диапазони. Социјалдемократите сите овие години правеле низ за отстапки, сметаат аналитичарите, и начело со Зоран Заев и начело со Димитар Ковачевски, за да ја задржат стабилноста на коалицијата. СДСМ и ДУИ постојано внесува или сврла и трет партнер. Се даваа министерски и директорски места и на Алијанса за албанците, и на БЕСА, и Алтернатива. Нивната попустливост се покажа и по изборите во 2020 година, иако СДСМ настапи со иницијатива ДУИ да бидат испратени во опозиција, на крајот пак коалицираа со нив, па дури им ја исполнија и желбата во последните 100 дена до избори да има премиер албанец.